Веќе традиционално подолг период на назад. Грција и ова лето е хит дестинација за прилепчани. Според туристичките агенции, веќе биле резервирани над 75% од аранжманите кои што се нудат за нашиот јужен сосед. Добрата услуга, близината, топлата вода и ефтините цени биле главните причини поради кои што Грција е во центарот на вниманието и на постарата и на помладата генерација. Се работи за близината, се едно 3-4 часа треба патување, блиско е, плажа, убава, песок, а и цената е поволна. Ние работиме со халкидики на првиот крак, полихроно, хањоти и скалафурка. Значи, може да речем 80% од сите аранжмани ни се за Грција. Почнуваме дури со резервации од декември-јануар. Хотели има голем рано букирање, попусти, така да или приватно сместување или хотелско. Плажата Грција е најчесто најдобра. И граѓаните кои што резервираа за Грција велат дека престојот таму имал доста предности. Зошто Грција ваша ја одбирате како дестинација? Доаѓаме ние од Србија. Зато ми се прво Македонија, па онда таму доста е хвала дека е ефтино и топло време и морето топло и све. Од туристичките агенции велат дека досега, од почетокот на сезоната, не се соочиле со проблем на некој наш граѓанин кој што одел за Грција, на граница да му биде одземена храната. Велат дека тоа само биле шпекулации во одредени медиуми. Но сепак препорачу одиме на секој 8 дена. Тоа се само, да не речем узречици или некои си таму фарси, да не се претерува. Значи со храна не да се носат во кути картонски, да се преполнува со зеленчуци, пошто зеленчуците се слична цена како кај нас. Нешто поскапо нормално, али тоа е минимално. Значи 10 денари на 1 килограм домати. Она што за жал било забележително во последните неколку години е тоа што граѓаните скоро и да не барале сместување во некој од нашите летни туристички центри. Општо значи за Охрид, Преспа и Лоиран слабо, за Грција најчесто. И да се знае. Зошто е така, дали има некој проблем што е? Цената, условите? Изгледа и тоа како се докажале како домаќини нашите. Тука може да има многу големо влијание. Сега воопшто никој не побрал. Значи цените се исти, а си ваму на море. Сепак морската вода како за деца и за здравство, од здравствен аспект си е подобра, фала Богу. Може Охрид си е убав, никој не го негираме, убав планя, воздухо, климатските услови, само сепак хотелите исто цена ќе добиеш и во Грција, што луѓето сепак на море одат. Ова може би треба да биде и на еден начин вклучување на црвениот аларм за туристичките работници, затоа што туризмот не може да се развива само со странски гости. Еден од носечките столбови секако треба да бидат домашните туристи. А зошто пак македонците не сакаат да одат на летување дома? Тоа треба да биде тема на поширока дебата, што неминуно треба да се направи.